20% од заштитениот дивеч во штипските ловишта угинал поради ниските температури. Најмногу настрадале зајаците и прелетниот дивеч, од кои дел измрзнале, а дел угинале поради недостиг на храна и покрај тоа што од ловечкото здружение Ловец редовно вршеле прехранување на дивечот. Значи имаме за зимата од 2016-2017 обезбедено околу 7000 кг храна, зрнеста храна, заедно со кабаста храна, и прехранувањето е во тек. Значи штети кај нискиот дивеч се забележуваат секоја година, тоа е планирана загуба од 20% отприлика за зимски проблеми. Во меѓувреме хајки на штетен дивеч не се организирани поради малите штети констатирани на терен. Хајките се изведуваат против волците, дивите свињи, лисиците, чакалите и куните, со цел заштита на сточарството и заштитениот дивеч во ловиштата. Штетите се минимални на теренот, се утврдуваат штети само на 2 локации, така да хајките ќе бидат испланирани за месец февруари. Во вторник, значи, се одржува состанок кога ќе се одредат и датумите и терените. Во план е да се одржат 2 до 3 хајки, од кои што очекуваме да се отстрелат не повеќе од 3 волка. Инаку, штипските ловишта важат за едни од најбогатите со заштитен дивеч. Овде ловџиите во зависност од сезоната можат да ловат еребици, полка и камењарка, див зајак и срна. Токму поради ова, штипското ловиште е особено интересно за ловџиите од европските земји, особено за оние од Шпанија, Италија и Грција. Се очекува топењето на снегот да ја намали потребата од потхранување на дивечот поради полесниот пристап до храна.